Значи имаме три категории. Првата категорија ни е категорија готвење и тие се надпреваруваат во покажување на своите вештини за подготовка на пилешко месо со претходно непознати намирници. Значи тие исклучиво знаат дека денес готват пилешко месо, а останатите намирници не им се познати. Со тоа постигнуваме да видиме кој всушност има талент и како тие ја употребуваат својата имагинација и креација. Следно имаме категорија поставување на маса и презентирање на вино. И потоа имаме категорија миксологија, односно надпреварување во подготовка на барски мешавини или коктели. Тука се надпреваруваат ученици од повеќе градови од државата. Можем да се похвалам дека оваа година навистина бројот на ученици е многу поголем за разлика од традиционално претходните години како се одбиваше овој настан и се повеќе школи се интересираат за овој надпревар. Можем да кажем дека младите ме инспирираат. Толку се креативни, со желба, дури и со талент, значи веќе имаме деца што се дојдени без претходно искуство, а покажуваат вештини кои што ги имаат шефови со долгогодишно искуство. Презадоволни сме, значи учениците ни се на високо ниво, сите, од сите градови и ќе има многу добри награди оваа година. Што преферираат? Она што го гледате? Дали се склони на експериментирање или она традиционална кујна? Не, ниеден од нив не е склон кон традиционалната кујна, повеќето стремат кон модерната, она што го гледат и по социјалните мрежи во денешно време, она што го пратат на телевизија или пак што гледат од нас, дури и ние младите готвачи сите се стремиме кон она модерното, но гледам дека пробуваат и она традиционалното да го вточат во нешто модерно.